Добар ден. Уште еднаш од мене и од Зоран. Зоран, Така. да. Знаеш, има навики што се убави, што и треба да продолжат и верувам дека оваа навика не е само за нас, него и луѓето веќе почнуваат да се навикнуваат на она што го правиме во христијански центар И да го сака. и да го сакаат, тоа е уште побитно и нели, претходната недела, ајде првен да спомнам, добро дојдовте на неделната доза, ако можам да кажам, проповеди на христијански центар. Имаме прекрасно славење пред тоа, фала уште еднаш за тимот за славење и за изобилството што го носат врз нас и врз вас исто, вие што го слушате и јас верувам дека секој еден човек Зоран е повикан да го слави, да го обожава Христос. Амен. И Амен. Библијата вика вистинските поклоненици ќе му се поклонуваат во дух и во вистина, ќе го обожаваат во дух и во вистина и Точно. мене ми е интересен Павле кога едноставно мислам, Давид кога едноставно ја тера својата душа. Вика од душа моја слави го Бог и нема нешто повозвишено да се слави Бог, но исто така нема нешто повозвишено да се знае вистината за Бог, да се знае она што е Бог, кој е Бог и што направи во нашите животи. И кога го спознаваме Бог, се спознаваме и самите себе. Точно. Ја не верувам дека има место друго каде што можеш да запознаеш повеќе ни самиот ти во тебе да нурнуваш колку што можеш да нурнуваш во Господ и да се Точно. наоѓаш самиот себе. Точно. Може едно добре дојде и од тебе па. Да, наистина е привилегија да се зборува и да ни се даде таа можност да ви зборуваме, да ви ја не верувам дека ја не ги гледаме како мотивациони говори. Ја повеќе би рекол дека ова се инспиративни говори, или подобро да кажам говор или збор кој што ќе те инспирира да го зграпчиш тоа што е во тебе или тоа што ти е дадено на тебе за да можеш да го живееш животот и да ја живееш вистината секојдневно. Така да ова не е само нешто што ние го правиме само сега и тука позади камериве или пред камериве, али ова е секојдневие кој што ние веруваме дека сме повикани да ги инспирираме луѓето, да им дадеме еден здив или подобро да кажам ветар дали во нивните мисли, дали во нивните размислувања, дали во нивните дури желби, дури и одлуки. Затоа што верувам дека е неминовно да се одлучува секој ден што ќе се прави. Значи, сабајливо вие станавте или се разбудивте и ќе одлучите што ќе правите, каде ќе одите, со кого ќе зборувате или во голем дел ќе одлучите. Така да одлуката да се слави Господ, да му се верува на него е поединечна или кажам лична, и ние сме тука да инспирираме, Амен. да ја потикнеме. Амен. Супер Зоран, мислам го начна самиот збор инспирација, што верувам дека е многу поголем од зборот мотивација. Амен. И покрај тоа што треба да ги мотивираме луѓето, не верувам дека пред се, како што кажа и ти, треба да се инспирираат, да се најдат себе си и да прават нешто од самите себе, од тоа какви се во Бог, а не да ги мотивираме луѓето да прават нешто како нас или нешто слично. И така да, можеби нема во некои уши разлика од сето тоа, али има голема разлика. Во Библијата има голема разлика. Има голема разлика да бидат инспирирани луѓето, да се препознаат, да се запознаат, да го препознаат тоа што е во нив од Бог и да можат да прават дури поголеми работи од Христос. Тоа е самиот Христос така не услови, ако можам да кажам. И денес имаме, мислам, ја не знам ни цело време размислувам, цело време зборувам што дома, што ќе зборуваме се и мислам дека е неминовно, неизбежно во вакви периоди да се зборува за верата, Зоран. И ја мислам дека пази, тоа никогаш не било ни недостапно, секогаш е достапно се зборува, секогаш е на цена, ако можам да кажам да се зборува за верата, но во вакви моменти каде што можеби е нападната, како што реков и во претходните некои проповеди, нашата душа, каде што нападната нашата имнина. Нема нешто што е значајно да се зборува за вера. И верата не е само еден правец во христијанството, Зоран. Верата е начин, верата е стил на живот, верата е многу повеќе од само еден правец, па ајде ќе го научиме тој правец, па ќе ни биде доволен, па ќе се фатиме за нешто друго. Него таа е живот наш, таа е нешто преку кој
пишува Павле, познаваме дека светот е создаден од Бог, некој кој што работите ги спознаваме такви како што вистински се, и така да мислам дека и за самите луѓе очекуваат и по тоа што ми се јавуваат и по тоа што ми пишуваат, дека очекуваат да биде подкрената, да биде подбуцната, да биде разгорена нивната вера во овој период. Знаеш, на едно место пишува и во овој контекст ние веќе почнавме да правиме некои видеа поучувања, кратки, постудиозни, и станав еден ден со еден стих: верата доаѓа од слушање, и тоа слушање на Божјото Слово. И тоа мислам, самото тоа се кажува. Знаеш, интересно ми е, Павле, или барем ја така како си читам Библија, онака сакам длабоко да презрам, да надзрам во нештата, и вика доаѓа од слушање, ама не запира тука. Знаеш, зошто не запира? Зошто и самиот Павле во тоа време знаел дека луѓето можат да слушнат се и сешто. И дека наместо ние имаме, Зоран, сега еден феномен каде што кажуваме дека преку овие медиуми што ги имаме сега сме многу информирани, а на времето не сме биле. Но моето прашање е, преку сите тие медиуми, дали ние сме вистински информирани или сме дезинформирани во некои нешта? И затоа е многу битно да се зборува за вера, зашто преку слушање на зборови на вера, преку слушање на инспиративни, како што кажа, зборови на вера, расте верата во самите луѓе. И ако нешто сме повикани како црква, како луѓе по Божјото начало, е тоа да навистина продруваме во Божите тајни и од таму изнесуваме работи не само за нас, него за сите што слушаат, за сите што им е достапно на сите нив. Едно нешто е повторно и повторно доаѓа до, како да кажам, на виделина, а тоа е дека, и тоа го спомнавме на почетокот, дека одлучуваме. Значи, сепак крајниот момент, крајниот исход останува во поединецот, во тебе и во мене. Значи, јас можам тука да ги кажам најдобрите приказни, или да кажам најдобрите истории, најголемите сведоштва, најголемите откровенија, кои што, може би јас сум ги добил, некој друг ми ги кажувал, или сме растале во нив, но одлуката е твоја, неизбежно, дека ќе биде твоја, што ќе одлучиш да правиш денеска. И точно е, постојат многу информации, ја би рекол претерано многу информации, и непотребно е да се има толку многу информации, затоа што сепак сме луѓе, сепак нас не ни треба толку многу информации, не ни треба толку факти кои што ги знаеме, инстантно ги знаеме за тоа што се случува во Нов Зеланд, инстантно знаеме што се случува во Индија. Ја немам роднини во Индија, значи некогаш верувам дека дури Светиот Дух ги ограничил нештата со намера да не заштити. И сега ние, правејќи се попаметни од самиот Свети Дух, правејќи се попаметни, мислејќи дека па ние се грижиме за целиот свет, и паѓаме во таа стапица. И вест која што е 5000 километри подалеку од тебе, може да те обесхрабри денеска. И може да, и интересно е што луѓето во основа кои ќе се навикнат на нешто, кои ќе се навикнат на информации, бараат информации. Тоа е како, знам ти звучи ова радикално, ама тоа е како зависник. Значи, човек кој што е зависен, ја баш пред некој ден објаснав на моите деца како реагираат зависниците. И кога ти ќе се навикнеш на нешто, дали е тоа алкохол, дали е тоа дрога, дали е тоа информации, значи ти стануваш зависен од информации. И ти наместо првото нешто што ќе го направиш, како што зборувавме претходниот пат, дека праведникот кој што живее по вера, првото нешто што го прави е вика верата. Дај да преку вера ги видам нештата, дај да преку вера ги размислам, да ги размотрам нештата, да ги поделам, да ги анализирам нештата. Обичниот човек или дури верникот ќе каже: еј, чекај, информации. Значи, луѓето стануваат зависни, адикти стануваат на информациите, кои што во голем случај, ако не би рекол и 98% од времето на користење тие информации, донесуваат повеќе не само депресија, страв, паника, исплашеност, депресија и невоljност. И имате луѓе кои што читаат информации поготово денеска на мобилите ги читаме, и не им се станува од кревет. И не им се станува да слушаат оваа проповед. И затоа многу е важно да знаеме да бидеме инспирирани. И затоа
ја би рекол, не мора да прекратите да ги слушате сите информации, но барем во голем дел, во голема мерка да се скратат да се скрати тој прилив на информации и да му се дозволи на Словото, на Божиот збор, затоа што вели дека верата како доаѓа од слушање на Божиото Слово. Грчкиот збор што е потребен таму е рема, што значи кога Бог директно ти зборува. Јас не сакам и ја верувам и ти дека не мислиме дека сме ние нешто кој знае колку посебно од другите луѓе, сепак сме луѓе, сепак имаме и семејства, имаме и навики, имаме и потреби, али одлуката да живееме во согласно со тоа што го слушаме, одлучува крајниот резултат. Едно од коментарите што јас го имам слушнато во овие снимања, во овие проповеди е, луѓето кажат, како бе вие се радувате толку многу? Што е работата со вас? Зарем вие не гледате што се случува? Не, јас сум свесен што се случува. Ја гледам што се случува, но одлучувам да слушам од Божиото инспираното Божјо слово кое што произлегува од Светиот Дух, но зашто да не и преку тебе и мене, или пак преку некој друг проповедник. И во тој момент инспирацијата за мене во тој ден е ќе му верувам на Бог, отколку што ќе верувам на информациите. Знаеш, Зоран, ги наоѓам луѓето каде што мислат дека е ова војна и дека они треба да изборат битката. Сега, битката со информации, што повеќе бидат информирани, толку подобро ќе знаат за непријателот и така ќе можат да изсуат. Не читајќи, ја не се обрнувам само некој што воопшто и не читал Библија, Зоран. Али ајде да видиме ние што читаме, ние што кажуваме дека читаме, не читајќи дека нашата битка е битка, добрата битка на верата. И што е тоа добрата битка на верата? Добрата битка на верата, Зоран, е да се навратиш на делото на Христос. Амин. Добрата битка на верата не е како да го победиш овој свет. Значи, овој свет или власникот, ако можам да кажам, на овој свет, таа похота, таа е веќе победена. Знаеш, и таа информација која ќе слушнат луѓето, ќе дојде охрабрување и ќе може да се делува на поинаков начин. Ќе нема да се делува во страф и во паника, што повеќе информации, за да можеме подобро да делуваме. Не е баш така. Не е баш така. Напротив, што повеќе вера, повеќе ќе делуваш. Подобро. Во нашата црква, Зоран, неколку луѓе имаат кажано вака, од кој еден си ти и јас, дека ние привлекуваме проблеми. И сега, ова е крајно ригорозна, крајно екстремна изјава. Али, што се мисли на тоа? Зашто го имаме решението. Јас верувам дека го има решението. И ја не верувам дека ја и ти го имаме решението, Зоран, само. Ја не верувам дека ја и ти ја знаеме целата вистина само. Или Вики и Тони што ни беа претходно. Што имаме прекрасна проповед минатата недела. Да. Ја верувам дека секој има пристап. Она што го кажуваме за весата, Христос се скина од озгора надоле. Да, вистината доаѓа од озгора надоле и секој има пристап до тронот на благодата. И кога ја размислувам за вера, знаеш, го размислувам оној стих каде што Павле кажува, сега ни останаа верата, надежта и љубовта. Од која љубовта не е голема. И ја мислам дека нели самата потреба да се зборува за вера, надеж и љубов, и затоа и ги почнавме уште пред 3-4 недели, баш проповедите на таков начин е од исконско значење во овој период, и мислам дека тука можеме да задржиме, да на луѓето, на вистина, знаеш, во овој наслов, ако можам да го кажам, вера, надеж и љубов, или во многу религија си има вметнато. Значи, самото, јас знам дека и песни дури имаат, баш во тој контекст, али има големо неразбирање и ќе видиме понатаму за надежта, каде што се вика надежта последна умирала. Мислам, тоа е колку и да звучи, не знам, филозофски, или колку и да звучи паметно, е крајно невистинито. И погрешно. И погрешно. Зашто ако видиме, ако читаме Библија, ако го проучуваме нашиот Спасител, ќе видиме дека надежта не само што не умира, него е вечна. И затоа ние можеме да бидеме вечни, да гледаме напред во надежта. Една од големите придобивки, ја би рекол, иако придобивка звучи како нешто привремено, али тоа е придобивка за некои што веруваат, или подобро кажам за некои што ја ставиле својата доверба во Христос. А тоа е следново, дека надежта не само што не умира, него таа е
двигателот на секој еден верник, а дури на црквата. Самиот Бог се нарекува Бог на надеж. Значи, ако самиот Бог се нарекува Бог на надеж, и ако Бог не умира, што не може да се случи, тоа надежта не умира. Надежта си останува како дејство или својство на негово кој што го трасира патот. И најверојатно една од, ја би рекол, подобрите слики за тоа како да го илустрирам како верата содействува заедно со надежта, и се наоѓа во Римјани 11 глава, први стих, каде што вика, а сега верата е. И таму дава дефиниција што е верата. И вика дека верата, во еден дел, се нема да го цитирам целото, али вика дека е се веруваме во нештата во кои што се надеваме. Значи, всушност го сега, без надеж не можеме да делуваме во верата. Значи, ние може да зборуваме, имај вера, верувај, однесувај се како верник, ама сето тоа ќе биде само бреме, ќе биде само како обид, мотивација, да некој да каже, ајде ќе имам вера, ајде ќе се изнамачам, ќе се потрудам и ќе имам вера. Не. Она што ние го знаеме е дека надежта го трасира патот, за да можеме ние потоа да се движиме по патот на верата, или пак да живееме преку вера. Ја би рекол вака, и ова беше мене откровение пред многу години, и Светиот Дух ми го покажа овој дел, дека моментот кога еден човек ќе поверува во Исус, она што Словото го нарекува наново раѓање, она што се случува, процесот што се случува е во тебе, во твојот дух, во твојата, некој ќе каже и свест или совест, Светиот Дух вбризгна надеж. И пред нас се покажа сликата, или подобро кажам, крајниот момент на тоа каде надежта не носи, или каде треба да дојдеме, како поединци, така и како црква. А тоа што црквата ќе си постои, или подобро кажам, ќе делува, ќе функционира, се додека Исус не дојде. И понатаму ќе се функционира во она што Исус го намерил, во неговите намери. Сега, ако може вака да замислиме, моментот кога човек ќе поверува во Христос, се појавува целосната слика или илустрација на надежта. И надежта ти го дава крајниот исход. Ајде ќе зборуваме за нашите животи. Ти го дава крајниот исход за твојот живот. Например, како во позадина има една слика, така. Значи тоа е како слика, како една проекција. И ти кога ќе го видиш тоа, сега го гледаш пред тебе, гледаш надежта, ти го покажала крајниот исход или резултат на твојот живот. И сега ти врз основа на таа надеж што ја имаш пред тебе, можеш да чекориш, не гледајќи околу тебе, зашто што вика ние веруваме без да гледаме. Значи ние сега се чекориме во таа вера и луѓето викаат нема да успееш, или пак ова ти е голема препрека, ти кажеш не. Заради надежта што е ставена во мене, јас сега верувам во таа надеж и се движам нанапред преку вера. Амин. Вау. Вау, бро. Супер. Спомнаме љубов и Павле таму вика љубовта не е голема, Зоран, и многумина знаат да ги делат работите, нели? Так. Во љубов, во вистина се, Господ е Бог со интегритет, значи не подели, не подели во сите својства, во сите намери, и не треба така грубо да се гледаат нештата, но зошто ја спомнувам љубовта, Зоран? Ќе прочитам и еден стих од Римјаните 5 глава, мислам неколку стихови што ќе го поврзе сето она. Ја и ти се договориме заедно дека само тие 5 стиха да биле напишани во Библијата се доволни, да, и ќе прочитаме, ќе видат и нели слушателите и гледачите за што точно мислиме, но еднакво Бог вика кој толку го засака светот, го прати својот единороден син, кој дојде, кој е авторот и довршителот на нашата вера. Вау. Авторот и довршителот за да не роди во жива надеж. И ева таа цела низа. И тинеџерите, Зоран, има една на поема остави една многу добра слика, една нивна изјава, каде што навистина е не само точна, навистина е инспирирачка, вика каде што има надеж, таму има вера. А каде што има вера, чуда се случува. Вау. Браво за нашите тинеџери, браво за таа мисла, стварно прекрасна. И она што го зборам, може да прочитаме неколку стиха за да видиме, нели, и да самите луѓе им биде поблиску сето тоа. Од Римјаните ќе читам 5 глава од 1 до 5 стих. И така,
бидејќи сме оправдани преку вера, имаме мир со Бог. Знаеш, многумина луѓе се плашат од овој податок. Како имаме мир со Бог? Па Бог е нонстоп налутен. Нонстоп он гледа на нас со лутење и се. Мора да се разви. Знаеш, некој ќе ми спомне, Зоран, дека има проблем со страв. Моето прашање е дали има проблем со љубовта. Зашто љубовта изгонува секој страв. Така да, никој да не се плаши Бог, нема да ве казни, напротив, Бог ве чека, она што го зборевме пред 2-3 недели, ево вашата уста и чека да кажете да на Господ. Преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого по вера имаме пристап во оваа благодат во која стоиме. Значи, символика за стоење, во исто време е символика за цврстина, символика за стабилност. И кој може да биде стабилен ако не праведникот, Зоран? Така пишува во Откровение, ако поедеме ќе видиме дека Исус вика: јас ве направив правени столбови во мојот дом. Каде што сме подкрепа на неговиот дом и затоа можеме да се речеме негов дом. Но не само тоа, и се фалиме, вика, Павле вика пред тоа, извинете, во благодата во која стоиме и се фалиме со надежта на Божјата слава. И вика, но не само тоа. И еве го моментот што сега го доживуваме ние, што некој го нарекува опасност, некој неволја, но што и да е, еве го моментот. Но не само тоа, туку се фалиме и со неволите. Знаејќи дека неволјата раѓа трпение. Трпението проверен карактер, а проверениот карактер надеж. Која што? И вика, а надежта пак не разочарува. И сега, Зоран, ова ми дава вака едно знаење. Ова ми дава дека оној стих каде што се врви на доброто на оние што го љубат, на оние што му се ако се повикани. Што сте повикани, Бог, ова ми го дава целото тоа. Дека без разлика на неволја, ние ќе излеземе посилни. Ова е ветување, дека ние ќе излеземе посилни. И вика, зошто? И сега оно што го зборев, зашто Божјата љубов веќе е излеана во нашите срца преку Светиот Дух, кој ни беше даден. Знаеш, ја поминав, за тие кои што се дел од христијански центар и што слушаат проповеди, кои што ги следат она што го правиме, или оно што го зборуваме, ја мислам дека пред нема ни година дена, мислам дека може и помалку, 6-7 месеци, ја поминав, мислам дека околу 6 месеци зборував само за надеж. И ја најдов, има и повеќе, ама јас барем поминав дел од нив, околу 39, слушнете, 39 разни врсти на надеж. Значи не само надеж како ќе има ли надеж, него има жива надеж, има силна надеж, има цврста надеж, има надеж кога нема надеж, имате 39 врсти на употреба или каде што се употребува надежта како алатка, како момент кој што ќе те избави од било која ситуација, а најповеќе од се ќе те избави од твојата увереност, или да кажам, од твојата замаеност, или од твојата исплашеност, од твојот страф. Затоа што надежта ги разбива митовите на тоа нема да има подобро утре, нема да утре ќе страдаме, утре ќе дојде, не знам, ќе дојде овој, ќе владе, ова ќе се случи. Надежта ги побива тие работи, вика не е така. Затоа надежта ни ја дава таа сигурност да чекориме преку вера. И една од најверојатно најбитните работи за секој еден човек, ја би рекол е да престане или да го отфрли тој момент дека надежта умира последна. Надежта не умира последна. Таа е всушност родена во нашите срца. Ние сме родени преку таа надеж, на едно место пишува. И дека она што нас ни останува е да не престанеме. Значи во ниеден момент, постојат моменти каде што ние како човечки битија во слабоста на необновениот ум можеме да се дрзнеме, или да кажам, дури да се осмелиме, да помислиме, стварно, најверојатно ќе се случи нешто лошо. Али тоа дрзнување може да трае, не знам, ја би му дал период од 1 минута, од 5 минути максимум. И после тоа дрзнување, или да кажам, таа дрскост или таа гордост, таа мора
да ја тргнеме, да се покаеме од нејзе, да кажеме прости Господи што се посомнева во твојата верност, што се посомнева во тоа дека ти си Бог на надеж и дека ти твојот праведник нема да дозволиш не само не да страда, него нема да дозволиш да биде победен од лукавиот, од овој свет, од информациите на овој свет. А тоа што словото јасно ни вели дека што вели во ова мислам дека е во 1 Петрова 3:12. Океј, 1 Петрова 3:12, каде што вели дека кога еден праведник се моли, вели Божите очи и Божите уши се вперени кон него. Тоа значи дека кога ти како праведник ќе отвориш уста и ќе кажеш Господи, Божите очи и Божите уши се отфрлаат се друго што се случува и се вперуваат кон тебе и Бог татко ти вика кажи сине или кажи ќерко. Амен. И на таков начин ние знаеме дека ти кој што го спомна се содейства, тоа е Римјани 8:28, се содейства за доброто на оние кои што го љубат Бога и што се повикани според неговите намери. Ние ги дознавме намерите како? Кога ја видовме надежта што ни беше дадена. Надежта ги рефлектира и ги проектира намерите на Бог и сега затоа што ние сме вклучени во тие намери, ние сме вклучени во таа надеж, ние знаеме дека се ќе содействува за нашето добро. И всушност мора само што да го кажам, првото нешто што јас го добив како превентивна мерка за мене, на самиот почеток на оваа, ајде да наречам криза или ситуација или непогода, е буквално тој стих. И за мене може човек да ми кажува разни информации, разни билтени, разни предвидувања, но она што на мене ми стои како не само како вера, како надеж и како силна вера во која што ја чекирам е Римјани 8:28. Се ќе содействува за моје добро. Дури и да се изгуби нешто во овој момент, подобро кажам или да се намалат нештата, после тоа ќе се зголеми. Зошто? Бидејќи се содействува за доброто на оние кои што веруваат, кои што го љубат Бога, што се повикани според неговите намери. Амен. Супер. Зарем, луѓето, мислам, мене лично ме прашале, али сигурно ќе се запрашаат и самите, нели, после ова. Океј, надежта е таа слика, што ние треба да ја гледаме, и може би ја гледаме, дека на крај се ќе излезат добро. И сега, луѓето е прашањето, како ние ќе го поминеме се тоа? Како ние ќе го надминеме, ќе ги правиме овие чекори, за да дојдеме до таа голема слика, за до таа, нели, крајна цел, и ќе можеме да кажеме да, навистински се содействуваше за доброто. И, знаеш, Бог не е Бог на површни работи, тоа никако. Не е ниту само на крупни слики. Бог е Бог на ситници, Бог е Бог на детаљи, на денови, на се. И така да, во ниеден случај не оставил да чекориме сами и од кој ќе се избориме да ни каже браво, добар слуго, добра завршена работа. Ја еднаш на моја проповед имам кажано дека нели и паѓаме и стануваме пред Бог. И дека колку и да мислиме понекогаш дека нашиот пат е тежок, ние не сме свесни дека уствари паѓаме во неговите раце. Амен. Инаку тогаш, ако Господ ги тргне неговите раце, тогаш падот би бил тежок. Точно. И тогаш не би можели ни да се подкренеме. А чим можеме да се кренеме, значи паѓаме сепак во неговите раце и од тоа влечеме некоја паука. И едно што мене како нешто што се, ако можам да кажам, чекори на вера или нешто што произведува чекори на вера, е таа утеха што ја добиваме во самиот Бог. Во таа надеж, во таа љубов што ја зборуваме, што изгонува секаков страв. Не е нешто само фикција, не е нешто само измислено, него допира на вистински. И преку утехата, преку не само утешните зборови, ние зборувавме на почетокот мислам на почетокот пред неколку недели за што значи утехата. По моје размислување утехата е цврсто слово на благодат. Кој што стои до тебе. Кој што стои до тебе. И не само стои, вика, менува ситуации, а понекогаш и животи. Амен. Знаеш како, морам да го спомнам овој дел, бидејќи едно од имињата, или подобро кажам, едно од насловите и функциите на Светиот Дух е утешителот. И кога Исус зборува за Светиот Дух, нели Исус на учениците вика, сега јас морам да заминам, и они
Тогаш се паничат они. Значи они не Тоа се е плашеле од болести, од вируси, од непогоди, значи тоа ништо не ги плашело. Тоа им било како гола вода, што викаме ние. Али Исус им вика, јас сега си заминувам. Тоа е паника. Значи тоа бил извини, терор. само кратко, за мене би било тоа паника. Да. Мене ме праша еден човек или се плаши, викам, извини, нема да звучи ни грубо, ни се, стварно не се плашам на ништо. Со видео во животот многу работи, нели, и се не се плашам. Али тоа е. Да, и тоа било вистинска паника. Тоа било теророт на нивните, на моментот во нивниот живот кога надежта што ја гледале пред нив цело време. Исус оди, прави чуда, знаци, смирува бури, неверојатно, Синот Божи. Петар вика, имам откровение, ти си Синот Божи. Да. А они го чекале цел нивни живот и цели илјадници години назад го чекале Месијата, го чекале Спасителот и еве го пред нив. Значи, не збориме за нешто далечно, збориме за нешто опипливо. Да не зборуваме, Јован вика, тоа што го видовме, тоа што го чувме, тоа што го допревме, тоа што го вкусивме, вели, тоа пред нас беше. И Петар вика, и зборува, учениците се испаничија. И во тој момент, Исус им вика, не се плашете. И вика, ќе ви пратам некој кој што е од истата природа како мене, кој ќе ги прави нештата што исто како ја што ги правев. Само сега ќе биде преку вас. И Исус го нарекува Светиот Дух, на грчките збори што се употребуваат за него, грчкиот збор е параклетос. И само малку поучување или мала поука, самиот збор параклетос доаѓа од два збора. Пара, значи не е пара бери киселец, да. Него зборува, обично користиме тоа како паралелно или нешто што е до тебе, околу тебе, значи доаѓа од два збора, пара и клетос. Зборот пара е, нели, напоредно до тебе, околу тебе, паралелно до тебе, блиску до тебе. И самиот збор клетос, што значи нешто што делува, или по да кажам, нешто што те заштитува. Всушност, ова е, дури е израз кој што се користи во судовите, значи тоа е легален израз, и од таму дури произлегува зборот адвокат. Некој што постојано те заштитува и вика се ќе биде окей. Што прави адвокатот? Што му вика на својот клиент? Не се секирај, ја ќе те одбранам. Значи, постојано е тој, значи, Светиот Дух постојано не само што те охрабрува, не само што те утешува, него и те заштитува од било што ќе дојде на кај тебе. И затоа сега ние немаме изговор да кажеме се плашиме како што се исплашиле учениците. Зошто? Самиот Свети Дух сега живее во нас. Амен. Параклетосот живее во нас и затоа ние можеме сега да знаеме дека преку Светиот Дух кој што сега живее во нашите срца, како што читавме, самиот Христос живее во нас. И затоа ние викаме, дали Исус живее во тебе? Да, живее кога има Светиот Дух. И Светиот Дух е тој параклетос, кој што постојано не охрабрува, не утешува и постојано ни ја дава целосната слика на надежда. Амен. Ајде прочитаме од Словото за да луѓето пак кажам и се доближи тоа што зборуваме. 2 Коринтијани 1 глава, Зоран, 3 и 4 стих. Вика, благословен да е Бог и таткото на нашиот Господ Исус Христос, татко на милосрдноста и Бог на секоја утеха. Амен. Вау. Кој не утешува во секоја наша неволја, за да можеме и ние да ги утешуваме. Оние што се наоѓаат во каква и да е неволја. Со утехата, значи, ова е многу, затоа секогаш кажувам на луѓето, читајте внимателно, да не ви избега нешто. Зашто се многу интересно. Вика, со утехата со која Бог не утешува нас самите. Вау. И така да ја верувам дека, Зоран, можеме да си наоѓаме изговори. Али дека вистински ги имаме, мислам дека ги немаме. Изговори за паника, изговори за... Јас самиот ги разбирам и секојдневно се слушам со многу луѓе, разбирајќи дека може да се најдеме секој во било каква паника, во било каква страх. Моментална. Но не смееме да живееме или не смееме да дозволиме да навладее врз нас. Знаеш како, ја верувам дека пак доаѓаме на истото тоа што го спомнавме на почетокот и не знам, можеби да кажем уште нешто и потоа нели да го, како да кажам, да сумираме се до тоа, али ја верувам дека пак останува тој момент што ќе одлучиш ти утрово или утре, утрешниот ден, како ти ќе го подредиш, како ќе ги подредиш твоите одлуки,
И еден стих кој што ете се наоѓа, да кажеме, се наоѓа во главата во посланието на значи на Коринтијаните, до Коринтијаните, во главата на љубовта, или 13 глава. Сите го знаат тоа, 1 Коринтијани 13 глава, главата на љубовта. И сега и најсмешно за мене, се морам да го кажам ова бидејќи имам можност, мене ми е најсмешно кога луѓе цитираат тие стихови на свадби. И тоа мислам дека е најсмешна состојба, затоа што таа цела глава не е, или пак објаснувањето за љубовта не е за на свадби, не е за на крштевки, не е за на имендени, него е зборува за Божиот карактер, зборува за Божјата суштина, за тоа каков е Бог и дека Бог дека љубовта трпи, дека љубовта не чува, дека љубовта не завидува, дека значи тоа се карактеристики на самото Божјо срце. Сега, еден стих кој што е во таа глава, каде што нели Павле зборува за љубовта, и еден стих кој што некако стои таму и некои луѓе мислат не припаѓа таму, затоа што тоа е глава на љубовта, а тоа е стихот, мислам дека 14 стих. Мислам дека 14, каде што Павле ни вели вака, вели кога бев дете, размислував како дете, следете го следно, зборував како дете, размислував како дете и расудував како дете. Но вели, кога го оставив детинското, или прво да кажам, кога станав маж, го оставив детинското. И сега ова е интересно, и ова им го зборувам на моите деца дома, и ја велам, слушате, јас све ве разбирам вас. Значи, ви ги разбирам вашите фрустрации, ви ги разбирам вашите зборови, ви ги разбирам вашите непромислени потези, или одлуки дори. И ја велам, затоа што јас еднаш бев дете како вас. И јас знам дека вие први што ќе направите. Што прави едно дете? Ја имам 4, ти се уште чекаш да ти дојда тебе, али што прави детето? Детето први зборува. И збори, и ти го прашуваш, не збори така, ама детето збори, бидејќи на таков начин функционира. Тек потоа, ако го седнеш детето да го прашаш, добро, зошто го кажа ова? И оно детето тек после ќе почне да размислува за тоа што кажало предходно. А тек на крај ќе расуди каже, извини, не требаше да кажам такво нешто. Значи, во основа децата функционираат како такви. Се додека не пораснат. Зашто го користам тој стих? А тоа што истиот принцип се наоѓа или можеме да го искористиме за оној кој што верува, дури за праведник. Значи, слушнете, праведник може да се поднесува како дете. За жал. Али она што нас Павле ни го оставя како рецепта, како принцип, вели, слушај, значи љубовта ја имате. И еве како функционира љубовта. Ајде сега вие не се однесувате како деца, него ако веќе правите нешто, расудувајте врз основа на љубовта, размислувајте врз основа на љубовта, а тек на крај нека излезе по некој збор од вашата уста и тој збор нека биде просеан низ ситото на надежта, на љубовта, на верата, на благодата, на Христос, па тек тогаш што и да кажете, или тоа што ќе кажете нека биде за благослов и за утеха на другите луѓе. Така да не бидеме како деца да кажуваме се и се што, а тек после зборам за возрастни луѓе, па тек после кажеме што ми требаше да го кажам ова нешто, а тек после на крај да се туфкаш, што викаме ние, да се судиш што ова и после па да бараш да ти простуваат. Така да подобро е да го оставиме тоа детското размислување како верници, како возрастни луѓе, и да го користиме принципот што Павле го зборува. Објаснува за љубовта, искористија верата, има ја надежта и размислува како што Бог би размислувал, како што Христос би размислувал. И ја верувам дека тоа е тој принцип. Затоа после и понатаму зборува за тоа како да им служиме на луѓето. 14 глава зборува за духовните дарови. Што се духовните дарови? Тие се заслужени. Али ако ти сакаш да бидеш добар служител, мораш да се однесуваш или неминовно, неопходно е да се однесуваш како возрастен човек, како зрел човек. Така да затоа зрелоста е всушност производ на стабилноста. Стабилноста е производ на праведноста, бидејќи знаеме кај стоиме. Така да тоа е една цел процес, цела процедура. Така да ја би ги оставил луѓето да размислуваат за ова, што е твојата одлука ова утро. Дали ќе гледаш преку очите на верата, дали ќе ја гледаш
дали ќе гледаш надежта пред тебе, дали ќе користиш љубовта, или пак се и се што ќе излезе од твојата уста. Така да јас ве благословувам и ве оставам во тој Божји мир, во таа Божја провизија, во тоа Божјо снабдување. И повторно ќе кажам, ние немаме никаква причина да се паничиме. Имаше момент кога се испаничија учениците кога слушнаа дека Исус ќе си оди, а нас тој ни вети: никогаш нема да ве напуштам, никогаш нема да си одам од вас. А тоа што Светиот Дух се всели во нас и нема намера да си оди. Вау, амин. Вау, супер, мислам така не само добри Зоран, него по-добро намерни совети не може да се слушне. Пази, јас сум човек што ги испитува работите. Јас сум човек што пак ќе го кажам на моето, ме познаваат луѓето што баш она што збориш, што не туку така кажува било што и се. И нели, ние се во сето тоа растеме и напредуваме и така треба. И баш овој повик не е за некоја осуда, него напротив, овој повик е за да се размисли. После тоа кога ќе се размисли, да се прифати и кога ќе се прифати да се делува во истото. И нема ништо повозвишено, Зоран. Еднаш еден пријател ме праша дали ти, не знам, мислам, гледаш по други девојки, ме праша, мислам, и работата беше, види, викам, и ова ќе, мислам дека сите ќе го разберат, ја имам очи, што значи дека јас знам да расудувам, да планирам, но му го знаев неговиот став и викам, тоа што правам јас, прво викам си ја сакам премногу мојата жена, второ, и зашто го кажувам ова, зашто е многу битно, и викам второ, не сакам да намалам стандардите на Бог, на тој што ги имаме, разбираш? И ние понекогаш не треба туку така лесно да се пуштаме во намалување на тие стандарди. Што Павле вика, се трудам да го достигнам. Она со кое бев веќе достигнат од самиот Христос. Така да ние не измислуваме топла вода. Него ние напротив живееме живот со кој веќе бевме достигнати. Она што го зборевме, добивме чисто срце, добивме надеж која можеме, кој ни дава шанса да веруваме и да утешуваме луѓето. Јас пред да завршиме, може ли само на кратко да кажам за луѓето да им дојде еден поблиску еден за мене беше обичен збор, али за човекот до мене беше невидена утеха и сакам само да го доловам на каков начин Господ работи во нештата. Имаме еден пријател, наш заеднички пријател од Америка, нема потреба од имиња, и дојде, ова беше пред неколку години, и си му обетевме, ни кажуваше и ми кажува дека имал еден човек, посетувал во болница и многу убаво се дружеле. Онака, одел го посетувал, таму се запознале случајно во болница и после тоа го посетувал и му читал Библија и се. И наједнаш вика, после неколку години, значи тоа било неколку години дружење, човекот останал во старечки дом и вика, еднаш одам и само ми кажа, не сака да те прими толку. И ја од тогаш не знам ништо. И човекот почна да плаче, ми кажува мене, почна да плаче и беше крајно потресен, иако поминале веќе долги години. Зашто што ставило трак во него. И сега Бог е Бог на утеха. На утеха ќе го утеши во тој. И ја му кажувам, не му кажувам ништо, некои зборови, не му читам, не му цитирам стихови, него едноставно кажувам сличен пример од мојот живот. И му викам вака, јас имав некој сличен пример. Имав едно дете што многу го засакав, мислам, Данила работеше на едно место и таму идеше едно дете и така го засакав и му ја запознав фамилијата и појдов и самите луѓе кажаа, леле кога дојде светлина као да донесе, као Бог да те прати. И така имавме убава интеракција, убава комуникација и наједнаш Зоран се случи истото што му се случи на мојот пријател. Ми се јавија, не можеме да продолжиме. Ја од прилика знаев што е. Али не навлегуваме сега. Сите тие причини ги знаеме. Некој ќе им каже, ќе дослушне, пазите се, ова, и тоа не е толку битно. И одам каде мој пријател, близок, ептен близок, и му кажувам се тоа, и ми вика, ама да не си претерал малку со луѓето. И вау, ја тогаш само што тазе христијанин, само што почнував да ги разбирам Божите длабочини и Христос самиот, ама знаев во мене дека не претера, зашто и по карактер не сум човек што претерува во такви нешта. Али добро, и уште толку малку ме да утепа, ако можам да кажам, но појдов кај ни поискусни христијани, кај еден, кај уште еден, да кажам цела стација зашто им беше тешко, и двајцата поискусни христијани ми викаат, радувај се, си страдал за Христос. И ја му го кажувам ова на пријателот, и он, вау,
Вау, и почна да па ти ме ослободи мене. Ти ме ослободи. За мене беше само обичен пример да му споделам, али за него беше сила што го ослободи. Човекот од тоа. Така да јас верувам дека секој еден во моментов е утешен од Бог. Секој еден во моментов е подигнат во верата од Бог. Секој еден во моментов ја чувствува љубовта на Бог. На пријател кој кажав, не ги гледај луѓето што зборуваат, гледај го нивното срце. Нивното срце поинаку кажува. Не секогаш зборуваме, а излегуваат од нашите уста работи што ги мислиме на срцето. Така да понекогаш треба да бидеме подлабоки, за да не се фрустрираме и да гледаме во срцата на луѓето, зашто Бог зборува во срцата на луѓето. Амен. Ја ве благословувам во денешниот ден и во сите останати денови. Се гледаме и понатаму на ваков начин и се надеваме дека ова, и не само што се надеваме, него цврсто веруваме и прокламираме дека ова ќе заврши во најбрз можен период и дека ќе биде со најмалку последици и дека се ќе содействува за сите нас. Благослов сите.